Во ова издание на Newsflash ке гледате. Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес апелираше за помош од Германија кога се обрати пред германскиот парламент. А во Украина покрај воените волонтери има и волонтери кои се приклучуваат на дигиталната војна. Тоа е така наречената армија на информатичка технологија. Само 50 на украински бегалци кои за солниште нашле во Северна Македонија побарале помош од Црвениот крст. Колкалав е вкупниот број на бегалци? Останете со нас и ќе дознаете повеќе. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чанаумовски. Украинскиот претседател Зеленски денес апелираше за помош од Германија кога се обрати пред германскиот парламент, велејќи дека во Европа се подига нов ѕид помеѓу слободата и робството. Еве што друго рече преку видеоврската. Овој ѕид станува се поголем со секоја бомба што паѓа врз Украина, со секоја одлука што не е донесена, рече Зеленски во своето видеообраќање. Тој критикуваше Германија за незината поддршка на сега суспендираниот проект на гасоводот Северен тек 2, наменет за транспорт на природен гас од Русија, велејќи дека Германија ги ставила своите економски грижи пред безбедноста на Украина. Ви рековме дека Северен тек е еден вид подготовка за војна, рече Зеленски. Во опколениот јужен украински град Мириопол спасувачките напори продолжуваат околу театарот каде Украина соопшти дека Русија извршила воздушен напад на местото каде што стотина цивили биле засолнети. Сателитските снимки од локацијата беа објавени од компанијата за вселенска технологија Максар и покажуваат дека зборот деца бил напишан на руски на тротоарот пред театарот. Американскиот претседател Џо Бајден одговори на молбата на Украина за помош вреден $800 милиони, која вклучува низа оружје и одбранбена опрема. Одговор пак што не е во однос на зоната за забранети летови што ја побара Зеленски. Што се однесува до воената помош од Пентагон, рекоа дека напорите за испорака на опремата веќе се во тек. Но Бајден ја подигна тензијата со зборовите искажани меѓу него и рускиот претседател Владимир Путин. Мислам дека тој е воен злосторник, рече Бајден, говорејќи пред новинарите за настан подоцна истиот ден. Тој не даде дополнителни детали. Како одговор, портпаролот на Кремљ Димитри Песков за новинската агенција ТАС изјави дека изјавата на Бајден е неприфатлива и непростлива реторика. А во Украина нема само воени волонтери кои се борат против руските сили. Други волонтери се приклучуваат на дигиталната војна. Тоа е така наречената армија на информатичка технологија. Ужасни сцени од Украина натераа многу странски државјани да се приклучат на борбата на страната на украинската армија. Други волонтери се приклучуваат на дигиталната војна. Тоа е така наречената армија на информатичка технологија под надзор на украинскиот министер за дигитална трансформација. Геннади Галантер е еден од нив. Роден во Украина, тој сега живее во Калифорнија, каде раководи со технолошка компанија во Силиконската долина. Секој ден тој проверува да види дали има мисии што некој со негови технолошки способности може да ги изведе. Basically they compile a list and they offer capability. Тие компилираат листа и нудат скрипти што секој од нас може да ги сработи од дома. Денешна цел е медиум на руската влада и оружјето е, како што велат хакерите, напад со одбивање на услуга. It's a newspaper. Ова е весник, нивна пропагандна машина. Вели има се повеќе докази дека специјалната операција Русија го спаси светот. Let's take it down. Го симнуваме. Boom. Ете, значи наоѓаме, напаѓаме и бомбардираме. Готово. Не се отвара. Мислам дека е мртва. Овие напади се привремени, но Галантер се надева дека ќе го привлечат вниманието на руските граѓани. It's going to make other people's life more difficult. Ке им ја отежне работата на некои луѓе во Русија. Се обидуваме да ги подбуцнеме, да сторат нешто. Ваш претседателе, направете нешто. Галантер пораснал во Одеса, град на Црното море. Често оди таму. Последен пат бил во февруари, кога руската армија извела инвазија. I went to my mother's graveyard. Отидов на гробот на мајка ми, додека стоев таму, не знаев дали ќе се вратам. Овој 59 годишник размислувал да се приклучи на армијата. I have a daughter, I have my wife and I have my company. Имам керка, сопруга и компанија. Не можев да го оставам сето тоа и да се борам.
Галантер веле дека луѓето што ги знае во Русија имаат пристап само до верзијата на Кремљ за инвазијата. Негова цел е со IT армијата да зајакне кибернетската безбедност на Украина и да најде начин да донесе веродостојна информација до русите. Само 50 на украински бегалци кои за солниште нашле во Северна Македонија побарале помош во Црвениот крст. Оттаму велат дека околу 250 лица од Украина се присутни во државата и остануваат тука. Според нив, земјата е подготвена да се справи со евентуално поголем бегалски бран, иако сметаат дека тој број нема да биде многу голем. Мики Трајковски од Охрид има повеќе. Повеќе од 3 милиони украинци досега ја напуштиле државата, но засега само мал број од нив за солниште побарале во Северна Македонија, иако официјалните информации кои Гласно Америка ги доби од владата се дека ниту еден украински граѓанин нема побарано статус на бегалец во земјава. Од Црвениот крст велат дека во државата досега пристигнале приближно 400 лица од Украина. Добар дел од нив ја искористиле земјава само како транзит дестинација за влез во трета држава. Нашите претпоставки се со проценката која што направивме дека негде околу 250 лица во моментот се присутни во државата, кои што остануваат тука. Досега еден мал дел од нив се пријавиле за помош во Црвениот крст. Бројката на говори за бројка од 48 луѓе. Поголемиот дел од нив се во државата преку нивни роднински врски, пријатели. Од Црвен крст сметаат дека земјава има доволен капацитет да се справи со евентуално поголеми бројки, земајќи ги искуството со бегалските кризи од минатото, кога само за време на Косовскиот конфликт земјава прими рекордни 440.000 лица. Тоа не очекуваме голем број, како што тоа беше наречеме во изминатите кризи на подрачјето на некогашна Југославија. Мислам дека сето тоа ќе зависи и од тоа колку ќе трае се уште конфликтот. Државата секако има одредени центри кои што ги препознава како можни колективни центри. Од МВР вела дека од 24 февруари до 11 март годинава во Северна Македонија на влез биле евидентирани 1146 украински државјани. Во истиот период на излез од државата се евидентирани 759. Од канцеларијата на УНХЦР во Северна Македонија велат дека засега е тешко да се зборува за очекувања дали земјава ќе се соочи со поголем број бегалци од Украина. Бегалец е тој човек кој што избегал од својата држава. Дури и ако избегал кај блиски, кај роднини, кај пријатели, без разлика дали таа другата држава што го прима го има ставено во постапка за барање на азил или дали тој човек е сместен во колективен центар или пак во приватно сместување, во семејство е примен и така. Значи, државата веќе има примено практично бегалци. Во Црвен крст имаат и листи на граѓани кои веќе пројавиле интерес да сместат дел од овие луѓе во нивните приватни капацитети. Па досега во Скопје имаме пријавено негде приближно 15 на фамилии кои што ги отстапуваат своите станови, викендици, куки кои што им се празни. Во внатрешноста мислам дека бројот ќе биде многу поголем, поготово во регионот на Охрид, Струга, каде што луѓето имаат повеќе станови, куки. Но целта на сите бегалци, вели Брашнарска, е да бидат поблиску до своите домови, што е уште поголем проблем за соседните држави на Украина. Доколку воените действија не прекратат веднаш, дефинитивно нема да има држава во светот која што нема да прими украински бегалци. Инаку владата на последната седница заложи неколку надлежни министерства, како и генералниот секретаријат, да ги продолжат активностите поврзани со утврдување на капацитети за сместување и да ги подготват сите активности за организирано прифаќање и згрижување на лицата кои ќе пристигнат во земјава како резултат на бегалската криза поради војната во Украина. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јован Чаномовски од студиото во Вашингтон. Се разбирани новите и пообширни информации може да ги најдете на нашата веб страна glasnoamerika.com, како и на социјалните медиуми. Не заборавајте да не следите на Facebook и Instagram. Имајте убав ден. Пријатно.